Патуваме со ЕСИ, Соединети Американски држави. Добар ден, драги слушатели. Добре дојдовте во уште една возбудлива епизода од Патуваме со ЕСИ, радио емисијата што ве води на патување низ фасцинантни места и култури низ светот. Денес тргнуваме на голема турнија низ Соединетите Американски држави. Врзете ги вашите безбедносни појаси, додека ја истражуваме историјата, географијата, културата и многу повеќе на оваа разновидна и динамична земја. Да го започнеме нашето патување со кратка историја на САД. Приказната за Соединетите држави е приказна за истражување, колонизација, револуција и иновација. Се започнува кон крајот на 15-тиот век, кога европските истражувачи, предводени од Кристофер Колумбо, го откриле новиот свет. 2 века подоцна, кон почетокот на 17-тиот век, светот сведочи за основањето на првата англиска колонија во Джеймстаун, Вирџинија. 18-тиот век бил клучен период за американските колонии. Незадоволството од британското владење довело до Американската револуција, која кулминирала со Декларацијата за независност на 4 јули 1776 година. Новата нација се соочува со бројни предизвици, но под водство на личности како Џорџ Вашингтон и Томас Џеферсон, таа напредувала и така станува обединета со назив Соединети Американски држави. САД се огромни, опфаќајќи на 3,8 милиони квадратни мили. Таа е трета по големина земја по копнена површина, која може да се пофали со разновиден опсег на пејзажи. Од крпестите планини и Апалачите, до плодните рамнини на Средниот Запад и сувите пустини на Југозападот, се до бујните шуми на северозападниот дел на Пацификот. Американскиот пејзаж е неверојатно разновиден. Да не заборавиме на широкото крајбрежје долж Атлантикот, Пацификот и Мексиканскиот залив, големите реки како Мисисипи и Колорадо и големите езера како што е езерото Мичиген, го зголемуваат географското богатство на земјата. Секој регион има свој уникатен шарм и карактер, кои ги истражуваме додека нашето патување продолжува. Ајде да зборуваме за луѓето. Земјата има богата таписерија на култури и етнички групи. САД е место каде се испреплетуваат разни култури, потекла, разни традиции и начини на живење. Првично населена со домородните американски племиња, земјата видела бранови имигранти од Европа, Африка, Азија и Латинска Америка низ вековите. Ова разновидно наследство го обликува американскиот идентитет и култура. Зборувајќи за културата, американската култура е динамичен спој на влијанија. Америка е дом на Холивуд, епицентарот на глобалната забавна индустрија, и го збогати светот со џез, блуз, рок-н-рол и хип-хоп. Американската литература, од Марк Твен до Тони Морисон, остави неизбришлива трага во светот. Кулинарската сцена на нацијата е подеднакво разновидна, со регионални специјалитети кои ги задоволуваат и оние најприбирливите. Образованието и иновациите се белег на Соединетите држави. Земјата е дом на некои од најдобрите светски универзитети, како што се Харвард, МИТ и Стенфорд. Американските пронаоѓачи и предприемачи се пионери во напредокот на технологијата, медицината и останатите индустрии, поттикнувајќи го глобалниот напредок. Но американската приказна не е само за достигнување. Нацијата се соочи и продолжи да се соочува со значајни предизвици. Прашањата како што се расната нееднаквост, економскиот диспаритет и политичката поларизација предизвикаа бројни дебати и движења. Движењето за граѓански права, предводено од личности како Мартин Лутер Кинг Џуниор, се обиде да реши некои од овие системски прашања, а борбата за еднаквост и правда продолжува и ден денес. Политички,
Соединетите држави се федерална република со сложен систем на контрола. Уставот, напишан во 1787 година, е врховен закон на земјата, кој ги диктира демократските принципи на земјата. Федералниот систем ги дели областувањата меѓу националната влада и државите, обезбедувајќи рамнотежа која еволуирала со текот на времето. САД може да се пофали со најголемата економија во светот, управувана од различни сектори како што се технологијата, финансиите, производството и земјоделството. Големите градови како Њу Јорк, Лос Анџелес и Чикаго се економски мокинци, додека регионите како Силиконската долина водат во технолошките иновации. И покрај незиното богатство, земјата се соочува со економски предизвици, чувајќи ја нееднаквоста во приходите и националниот долг. Додека го истражуваме американскиот пейзаж, мораме да ги истакнеме неговите природни чуда. САД се дом на 63 национални паркови, од кои секој нуди прекрасна убавина и уникатни екосистеми. Од геотермалните чуда на Йелоустоун до величественоста на големиот кањон. Овие заштитени области се доказ за посветеноста на земјата да го зачува своето природно наследство. А што е со спортот? Американската спортска култура е енергична и разновидна, при што американскиот фудбал, кошарката, бейсболот се неизморно популарни. Настаните како Супербол и финалето на NBA го привлекуваат вниманието на нацијата. Нашето патување не би било целосно без збор два за американските празници и традиции. Националните празници, како Денот на независноста, Денот на благодарноста, ја одразуваат историјата и вредностите на земјата. Секој празник доаѓа со своји уникатни обичаи, од огномети и паради до семејни собери и госпи. Додека се приближуваме кон крајот на нашето патување, да размислиме за американскиот дух. Отпорноста, иновативноста и стремежот за слобода и еднаквост се во срцето на американскиот етос. Способноста на земјата да еволуира и напредува, да се стреми кон посовршена унија и да ги поздрави различните перспективи е она што ја прави светилник на надеж и можности. Ви благодарам што ми се придруживте на оваа турнија низ САД. Се надевам дека уживавте во нашето истражување на оваа извонредна нација. Останете со повеќе епизоди од Патуваме со Еси, каде што ќе продолжиме да ги откриваме чудата на нашиот свет. До следниот пат. Продолжите да истражувате и останете љубопитни.